Да, се враќаме во студиото. Тука е господинот Златко Кузманов, доктор по безбедносни науки, исто така и председател или директор на Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојавте во студиото. Благодарам на поканата и за можноста да објективно разговараме за овие актуелни настани, посебно околу војната во Иран и околу Иран. Да, војната во Иран продолжува со несмалено темпо, колку што можеме да видиме. Како ја гледате еве сега ситуацијата? Значи, кажавме 10 на 11 дена од прилика по почетокот на интервенцијата. До каде сме според вас? Како ги гледате целите сега? Дали се постигнуваат? Што е тука крајниот ендгейм за Америка и за Израел? Прво само една напомена, да бидејќи сарно се трудиме да имаме објективен пристап, да не зазијаме страна, да можеме да разбереме што поточно се случува во војната со Иран и околу Иран. И тоа ми намерате и во претходните емисии што ги правиме, да дајме некој објективен пристап, без да гледачите мислат дека зазијаме нечија страна, него чисто е да бидат работите појасни. Тука морам да нагласам дека за овие 10 дена ова се што се случува од првиот напад, прво можда процена, бидејќи сите анализираме, пратиме многу информации, настани, мислам да има едно чувство дека толку различни информации, толку дезинформација од сите страни, од едната и од другата и од трети страни во врска со оваа војна, мислам дека не било до сега толку. Тоа го усложнува практично, ја усложнува и проценката и утврдувањето на правите намери, вистинските цели на едната и на другата страна или развојот на настаните. Али покрај сето тоа, пак ќе се обидеме да дадеме одредена проценка што се случува и во која насока тоа ќе се развива. Прво, гледано од американска страна, ако гледаме, тука е Израел, секогаш што американска страна, бидејќи тоа беше практично и на некој начин иницирано од Израел, барано, а поддржано САД, овој напад кон Иран, од познатите причини, целите кои беа поставени од Соединените американски држави, тука мора да разграничиме кои беа целите на Соединените американски држави, кои беа целите на Израел. Бидејќи тука некои ги поистоветуваат, а сепак мислам дека гледано аналитички не се исти. Првите во однос на безбедноста, нападот на Иран, уништувањето на негова нуклеарна програма или ракетни програми, од безбедност аспект целите им се исти, слични. Али пошироката геостратешкиот интерес на Америка во регионот во однос на Иран и импликациите се различни. Значи, оние и цели кои тука мора да разграничиме. Значи, интересите се преклопуваат. Се преклопуваат во почетен дел, во делот на безбедносниот дел, али Соединените американски држави во однос на Иран имаат и пошироки геостратешки интереси кои сакаат да ги осварат преку Иран, кои нормално него за сега Израел, бидејќи не е толку голем и важен тоа да влие на него. Така да тука мислам дека треба да разграничиме дека не се исти целите. Почетните цели, дел од целите се исти, другите цели пошироки геостратешки се однесуваат на Соединените американски држави и тоа влие, зашто кажуваме, влие на динамиката на изведувањето на борбените дејства и на начинот. Бидејќи гледате тука имаше малку и некоординација и така натаму, бидејќи Израел знаеме неговата намера. Он као што и Иран изјавува дека сака да го уништи Израел, и Израел тоа го кажува за Иран. И они би сакале тотално да ги поразат, целосен колапс да настане тамо и утре да дојдат некои нови сили тамо со кои ќе соработуваат. И би оделе до крај, и воено и така натаму. Соединените американски држави покрај тој почетен дел воено тоа сето да го направат, мора да размислуваат и за политички, геостратешки и други влијанија, посебно во однос како тоа сето ќе влие и во односите со големите сили, со Русија и со Кина. Што Израел толку него засега, а Соединените американски држави ги засега. И каква имаме сега состојба? Од аспект на Соединените американски држави, како они гледаа на тоа, кои беа целите и како мислеа тоа да го остварат. Начално се дели ова целата војна операција и ова војна во 4 фази. Првата фаза беше да се неутрализираат стратешките војни, да се ликвидираат и отстранат политичките, верските и војните лидери и стратешките војни објекти, нуклеарните капацитети, ракетните капацитети и морнарицата. И таа фаза веќе заврши, успехот е резултатот од тоа го гледаме, тука не е целосен, али има голем ефект во тој дел, посебно на уништувањето на првите луѓе, политички, верски и војни. Лидерството. Следна фаза која мислам дека ја зацртале во остварањето на целите Соединените американски држави следна фаза е
доколку ова не вроди со плод и нема попуштање од Иран што го гледаме, да се продолжи со стратешки војни напади на стратешката инфраструктура за понатаму и да се ослаби раководството, режимот тој како во Иран и да се создадат услови за создавање на незадоволство. Трета фаза би било иницирање на незадоволство во иранското општество за да се создадат услови за некои демонстрации масовни, да се самите тие иницираат да се смени тој режим со некоја поддршка од прокси сили и така натаму што би влегле во Иран, кои се соседи на Иран. И четврта фаза воспоставување на проамериканска власт. Тие се мислам 4 фази кои би биле согледувани или се поставени од страна на Соединетите американски држави во кои се уклопуваат и Израел во тоа. Да, сега сме тука практично на завршена прва фаза, втората еве почнува, али веќе тука гледаме тие сега, затоа реков кои се целите, веќе тука несогласувања или некоординираност помеѓу Израел и Соединетите американски држави во однос на уништувањето или гаѓањето на стратешката инфраструктура, бидејќи тука се подземните објекти и нафтените полиња и одредени хидроелектрани и стратешки други објекти, значи каде што ќе се ослаби тотално државата да може да попушта. Видовме една изјава каде што американски висок представник беше прашан директно на американските медиуми за тоа за пред 2 дена кога беа погодувани ирански пред се нафтени објекти, беа некои нафтени инсталации, резервари и така натаму, и беше прашан во врска со тоа, тој рече, не го правиме ние тоа, го прави Израел. Зошто, каква е разликата, каде е тука координацијата помеѓу сојузниците? Тоа е, доаѓаме до она што го реков, да направиме разлика во целите кои сакаме да ги постигнеме и во координацијата помеѓу Соединетите американски држави и Израел. И зошто, например, Америка би се возддржала од такви напади во овој момент? Затоа што ако Израел е тотално воинствен и би уништил све, тоа е за нив пораз и нема друга алтернатива, само така може да се справат со Иран. Соединетите американски држави не можат така да настапуваат, бидејќи ако биле целите утре да ви воспоставите, бидејќи јасно е, нели сите она лаички секој што го збори, основната мотив и така натаму е ради енергенците, контрола на тоа нафтата и плинот, нели, али тоа е еден дел, да, гладен дел. Вие ако сакате утре да експлоатирате таа држава и да контролирате таа нафта и да правите бизнис како што се направи во Венецуела, треба да ги сочувате тие капацитети, не да ги уништите. Нели, не смеете, затоа и се внимава, не се рекетираат нафтените полиња, кај што се произведува, еве на самото е наголемото производство на нафта и Иран на самиот овој остров овде и така натаму, каде што и Израел можеби не е толку внимателен и не води сметка за тоа, за да оствари ефект, тоа не го почитува. Значи тука имаше дел некои, затоа и беа тие изјави од тие причини и Иран изврши нели осветнички да кажем маркетирање на нафтени поле, ова дали сега се шпекулира, дали они го извршиле, дали Израел го направил тоа со тајна акција па да го обвини Иран, бидејќи има тука и многу шпекулации и многу наместени работи, тоа е прашање. Али исто и они возвратија, конкретно беше со нафтената рафинерија во Саудиска Арабија. Значи тука е тој дел каде што Соединетите американски држави, нели, причината е ако влеземе таму утре и експлоатираме нафта, нормално нема да ги уништиваме тие полиња, бидејќи треба да ни користат. И сега, јас сакам тука да нагласам, да објасниме малку само ова со Израел и Соединетите американците како влегува, ова е многу битно, никој тоа не го анализира, бидејќи сите се окупирани ова сега со војните цели, што се уништено, што не е уништено, колку ова ќе трае, сите нели прво прашање е колку ќе трае ова. Дајте проценка колку ќе трае војната. Ќе кажем и за тоа, али да се вратиме малку назад како дојде до ова е многу битно, никој не го анализираше. И некој одма лаички секој ќе каже да, јакото е израелско лоби во Соединетите американски држави контролира, тие се кај нив се средствата, они ја водат политиката, па така и му нареди или влијае кај администрацијата на Соединетите американски држави да го прифати барањето на Израел и да влезе во војна. И сега тука не се кажува една работа, гледате, тука кои се туа аргументи за тоа? Оваа година, следната, истекува 10-годишниот договор за одбранбена соработка помеѓу Израел и Соединетите американски држави. Тој договор пред 10 години, 2016 година донесен и даваше помош на Израел, Америка во вредност од 38 милиарди долари. Тој договор следната година истекува.
Значи, давам аргумент во однос на тоа што сака Израел да постигне, како да го задржи, зошто да ги сега? задржи Соединените американски држави присутни Блискиот исток, како да продолжи помошта. Значи, со тој договор кој истекува следната година, Израел добиваше неповратна воена помош, пари за одбранбена, за индустрија, во вредност од годишно по 3,8 милиарди, односно 38 милиарди за 10 години и плюс 2024 година, ако сеќате, председател Бајден кога уште беше, кога донесо оној закон за парична помош за Украина, Тајван и Израел 2024 во април донесува закон специјален за финансиска подршка на партнерите и со тој закон плюс покрај овие 38 милиарди на Израел му одобре уште 25 милиарди долари. Збориме за милиарди долари. Да. Војна помош. Тоа сега истекува следната година, а со најавите на Соединените американски држави, со стратегијата нова нивна за стратегијата за национална безбедност која беше во ноември-декември изгласана, одобрена, тие рекоа тогаш се повлекуваме од Блискиот исток, ќе оставиме тие да еве се оспоставува одбор за мир, Газа, ќе смириме работата, самите држави да си ја преземат одговорноста, не зависиме толку од тие енергенции, бидејќи има и други енергенции сега и така натаму. Тоа сигурно на Израел и во Израел изгледало неприфатливо, бидејќи нивната моќ е проектирана и со помошта на Соединените американски држави. Без таа директна помош, прашање е како тие потешко сигурно ќе види како ќе се носат со сите тие закани што ги имаат. Овој момент мора да го нагласиме во однос на причините или зошто Соединените американски држави прифатија и сега да влезат, бидејќи они има проблем. Ги повлекува дел од силите. Ние зборувавме за тоа. Уште минатата година од базите рекоа ќе се повлекуваат, дел ги врати у западната хемисфера, дел ги праќаат вамо во Индо-Пацификот. Па вие се сеќавате сега од јануари кога започна немирите дел од тие демонстрации во Иран, практично треба 2 месеци и требаше на Соединените американски држави да вратат капацитети, сили да довлекуваат повторно за да создадат услови за ова што се прави сега. 2 месеци минимум требаше и да донесат и техника, и противракетни системи во овие залиските земји, и морнарицата, и носачите на авиони. 2 месеци. И сега една паралела тука исто што не се анализира, би ја кажал. Во јануари се случија немирите во Иран. Демонстрациите, улични и така натаму. Во јануари. Сега гледано, од оваа перспектива, ако анализираме, гледате сега, тогаш јас мислам, веројатно се нервирале, на некој начин нервирале као противници едни на други Израел и Соединените американски држави, зошто не бевме таму тогаш со оваа сила да ги поддржевме тие немири кога они стварно реално и беа. Они сега се мачат да создадат незадоволство, немири, демонстрации. Тоа го има јанари, а не беа воено присуствени да го поддржат, а би го поддржале сигурно. Зошто господине Кузманов сега не им успева? Бидејќи видовме во првите денови од интервенцијата, американскиот претседател Трамп неколку пати повтори, директно ги повика иранците, како што тој вели да ја земат судбината во своите раце, да ја превзема државата и така натаму, но не го гледаме тоа на терен. Претпоставувам дека Америка и Израел очекувале такво нешто после онаа првичната операција за декапитација на раководството, но тоа не се случува. Па тоа е поврзано со што сега го кажав. Значи, се случи во јанари, никој тоа не го анализира. Тие демонстрации, какви што беа, немаше, значи да беа овие сили тука распоредени Израел, веројатно тогаш ќе реагира исто тоа, тогаш ќе го направи. Да, но зашто не се случува сега? Они не беа присутни тука, направија и веројатно тоа не може да си го опрсат, го испуштија тој момент. Сега, затоа што на тој начин реално имаше незадоволство, луѓе на улиците и веројатно можеби ќе направи некој ефект. Иран го искористи тоа, направи масакар, одговорот беше суров, брутален. Практично, различни се проценките колку луѓе има таму убиени за тие демонстрации и немири во јануари, се збори од 7 до 15.000 луѓе, 7.000 до 15.000 луѓе убиени. Значи, они ги обезглавија практично сите тие што можеле и да покренат и да поведат немири и лидерство и така натаму, направија масакар, ги обезглавија. И ви сега, после тоа е многу тешко ви да иницирате, ви треба лидери, ви треба иницијатори, да не може сам човек обично незадоволен тоа да го направи без организација и мотивација на некој начин, било каква мотивација. Друго, сега тука има, гледате, ако зборуваме за заговори, јас анализирам и поинаку. Дали па можеби немирите кои се многу битни тие немири за ова војна сега, јас затоа правам паралела. Дали па можеби Иран, знаејќи дека се овие повлекува, не се присутни, па ги испровицира
и дозволи такви немири да се случат за да го ликвидира сите таа врхушка и да практично да го осакати, да го обезглави тоа движење незадоволство во овие прилики кога би дошле со војна интервенција. Пред интервенција. Тоа е за размислување. Како знаете ли денското востание, дали било прерано, дали не испровоцирале, сте го направиле па да не ликвидираат, а не сте биле подготвени. Ова е сега па контратеза на ова првата, тоа што се случи во јанари во Иран, дали може би самиот Иран го иницирал кога не беа американските сили доволно застапени во Блискиот Исток и Израел за да ги ликвидира, да ги обезглави. И во оваа ситуација сега кога дојде, а ти знае они претпоставувале, проценувале дека ќе бидат нападнати, да не може тоа за незадоволство да еруптира во масовни протести. Тоа се дилеми, тези кои се легитимни и кои ги поставам и ги анализирам, гледам не се спомнуваа. Сега, да се вратиме, можеме да се вратиме и на ова, на самата војна сега. Да, но еве вака, без таа, да речеме, без тој копнен елемент на целата операција, бидејќи очигледно е дека немаат воопшто копнен елемент во планирањето Америка и Израел. Значи воопшто не се планирани копнени трупи тука, можеби некакви специјални операции и така натаму. Ги спомнуваат тие бунтовници кои постојат во Иран, кои можеби би можело да се искористат, но пред се главна компонента би било тоа незадоволство на иранскиот народ. Без таа копнена фаза, ајде да речеме, вака гледаме дека бомбардирањето може да оди во недоглед, бидејќи очигледно е дека не успеа да се предизвика некаква дезорганизација на иранската држава, раководството станува избра нов ајатолах, институциите функционираат, вака до кога може вака да се оди само со бомбардирање од воздух? Рековме преска, неблагодарно е да се проценува колку ќе трае, али еве ние преземаме одговорност кои вие во вашите пишувања да кажеме кои се нашите мислења. Прво, значи овде како ќе биде темпото и колку ќе трае, мислам зависат две работи. Прво, од економски аспект гледано и последиците кои се прават, се насочува дека тоа не може да трае долго. Од негативните економски последици од оваа војна поширока за регионот произлегува дека тоа не може да трае долго, бидејќи има голем број, ќе се појават се повеќе и повеќе држави кои трпат, има штета и тешко е тоа да го менаџира Соединетите американски држави, да го амортизираат и така натаму. Тука исто ќе се навратиме, многу е битно улогата на Кина и на Русија без оглед што се минимизира и така натаму. И од аспект на негативните ефекти од оваа војна во однос на регионот и светот не би требало да трае долго. И од аспект на моќта на Иран, колку долго може да издржи, исто не би можело да трае долго. Значи, ако тие два параметри ги имаме, тоа подразбира дека таа војна треба на многу скор начин да заврши. И трета работа, геостратешка, зошто? Вие рековте, спомнавте, нели, која беше целта на Америка? Дали е целта да го смените раководството или да го смените режимот? Бидејќи тука имаме контрадикторни изјави во првите луѓе на Соединетите американски држави, која е целта на оваа војна? Што е разликата тука? Што е разликата? Бидејќи е различно дали сакате да возможите смена на раководството, а да остане тоа управување, тој режим така натаму како што е таму, или да го сакате целиот тој режим да го смените со целосно воспоставување на друг општествено политичко верско уредување. И третата димензија се тоа улогата на Русија и Кина. Јас размислувам, еве сега, нели вчера имаше Трамп разговор со Путин, гледате он како е непредвидлив, разговарале, имале убав разговор и така натаму. Ја имаме Кина што е тука кој го осудува. Јас прво на првично кога се случуваше ова, очекував и пожестока или поубедлива реакција од Русија и Кина во однос на ова да не дојде до војната, бидејќи стварно им е Иран многу важен како партнер и дека нема да го дозволат сценаријето со Венецуела. Тоа во директна војна смисла или попречување некое тука ставање измеѓу нив да не дојде, не го направија, али они помагаат и многу помагаат, али еве, мислам дека сега се во директна комуникација и влијат на Соединетите американски држави да застанат со тие, дека еве оствариле некоја своја цел, да не ода до крај. Зошто? Затоа што е Иран. Иран е главна геостратешка точка во тој регион и порта кон Средна Азија и таму и понатаму кон Југоисточна Азија и Пацификот. Он е подеднако важен и за Русија и за Кина. Од тука се отвара прашањето и кон Централна Азија и кон Југоисточна Азија и така натаму. За Русија и за Кина
Значи, он е раскрсница за Кина, затоа што преку него практично поминува патот на свилата. Преку него поминува целата оваа трговија што доаѓа по копнен пат преку Иран, па преку Турција и еден крак, нели, преку Романија, Бугарија, Молдавија за Русија, а другиот фабо преку Европа. Значи, овие не смеат да дозволат, по моје сваќање, ни Кина, ни Русија да падне Иран под целосна доминација на Соединетите американски држави. Зошто вела раскрсница? Хоризонтално патот на свилата, вертикално интересот на Русија за излез на Персискиот залив и на Арапското море, преку, нели, Ерменија, коридорот и Иран. Тоа е стратешка важност, геостратешка важност на Иран. Иран не може да е сега. До сегашното влијание на Иран во Иран беше повеќе на Русија и на Кина. Соединетите американски држави, видејќи и тој режим во Иран се декларира како непријател на Америка, непријател на Израел, практично Соединетите американски држави како светска сила, тие нема влијание и тој беше вечно заканен непријател овој Иран. Со сегашните цели, мислам дека тука меѓу големите сили, ова е главно, овој разговор и со Путин, мислам дека можеби ќе се задоволат Соединетите американски држави со добивање на улога со воспоставување на раководство Иран, бидејќи војно се гледат дека, нели, може да изгубат, да ги поразат целосно и да влезат, нема да го дозволат тоа веројатно ни Кина ни Русија, него ќе се направи компромис. Иран да дојде раководство кое ќе биде покооперативно, да биде задоволени амбициите и на Соединетите американски држави, не да бидат целосно под американска контрола и проамериканска власт, бидејќи тоа никако не им одговара на Кина и на Русија. Никако. Да, заради оваа стратешка позиција на Иран и тоа не смеат они да си го дозволат, него да направат договор, као што прават големите сили, договор за помалите играчи, нели, другарчиња, оти ова гледате сега, може да ви каже Соединетите американски, добро, еве ги истепавте, нанесовте штета, ние не се умешавме, не прекинавме, оставете ги се, еве ги истепавте и ајде сега, добро, еве се задоволивте. Бидејќи доколку Соединетите американски држави го превземат Иран, вака или онака, доколку ја превземат контролата врз Иран, без разлика дали таму ќе остане каков тип на раководство ќе биде, како во Венецуела нешто слично да речеме, тогаш после Венецуела, која има 20% од светските резерви на нафта, и после контролата на Иран, и пред се на протокот Хормус, Америка буквално ќе ги контролира светските енергетски патишта. Ќе ја контролира нафтата кон оди кон Кина, на некој начин ќе ја контролира енергетската независност на Кина. Целосно ќе биде контролирана од Соединетите американски држави. Пак се враќаме на тоа, ќе остане во светот само руската нафта, не контролирана од Вашингтон. Тие причини, значи пак се враќаме на тоа, да не испадне сега ни даваме други супозиции, па не заборавивме на нафтата, енергенците, оти секој лаички што гледа и тоа основното е да се ради интересот ради нафтата и плинот. Да. И тоа е битно, али битно е ова сето друго што го зборуваме. Од тие причини не смеат да си дозволат Кина и Русија да попадне под целост, Иран да попадне под целост проамериканска власт. И мислам дека тука компромисот меѓу нив, како прават разговори, еве прават Путин и Трамп и со кинескиот, сега ќе оди во посета, претседателот Трамп кон крај на закажана, планирана е, уште не е одложена посетата ради оваа војна, значи во крај на март претседателот Трамп требаше да оди во посета на Кина и да зборат за тие светски проблеми. Нормално вакви услови, спрашање сега како што ќе разговарат, бидејќи овде се засегнати директно кинеските интереси. Од тие причини велам дека они може да направат договори со Соединетите американски држави да се задоволи Иран да стане власт некоја независно како таму ни режим што имаат и така како ќе пробуваат да биде власт која ќе биде потолерантна и кооперативна со Соединетите американски држави него ли сите овие досегашни од 79-та. Тоа Израел, затоа реков различните цели, ни Израел нема одговара тоа, али тоа е помалиот таму играч, ќе мора да слуша што ќе се говори Трамп. Ќе мора да се задоволи. Так. Значи, мислам дека на тоа ќе се оди, еве, ако не кажуваат предвидување, јас тука гледам, бидејќи ова би било убиствено за Русија и за Кина, од нивни аспект гледам, интересите да они да дозволат таму целоста доминација на Соединетите американски држави и Иран, починување на Иран и контрола и на енергенците и на таа стратешка позиција Иран што има. Бидејќи ви реков, патот на свилата, трговијата на Кина зависи тука поминува, излезот на Русија на Арапското море, не може, тоа е ако тоа го изгубите, тоа или ќе биде објавена војна меѓу нив и не може да го изгубите. Може да настане договор како ајде тогаш ќе бидеме кохабитираме. Ќе кохабитираме и ние бидејќи до сега американците тука беа исклучени од аспект на политиката на Иран. Мислам дека тоа претседателот Трамп
и ради времето, и оваа година што се случува, и изборите што му следат и така натаму, мислам дека можеби ќе прифатливо решение, преодно решение да се задоволи со тоа во однос на Иран и тоа да го креира завршувањето на војната, да и тоа нормално повлекува дека не може да се влезе таму целосно и така натаму, да се влезе со копнени сили. Ова сето е лимитирашки колку може да испровоцирате вие прокси сили, дали курдите, дали други сили таму внатрешни да направат немири и така натаму. Бидејќи тука до сега покажавме дека нема поместување во тоа. Не се случува, да. Добро, во поглед на иранците, тие очигледно избраа една стратегија која е интересна. Се разликува, да речеме, од стратегијата во на последната 12-дневна војна со Израел, каде примарно беше таргетиран Израел. Сега Израел е ретко таргетиран од иранските ракети и дронови. Гледаме дека иранското внимание е целосно насочено кон заливските држави. Се таргетираат таму американските бази, американските инсталации, но и нивните енергетски инсталации и построени и така натаму. Што е тука и нормално очекувано се затвори протокот Хормуз. Гледаме дека сега Франција го праќа носачот на авиони Шарл де Гол заедно со некоја придружна флотила од Медитеранот доаѓа. Целта е, како што велат, да пружат асистенција и во протокот Хормуз, за да може таму да има проток, но токму тринава читав за таму нема, не поминуваат танкери, едноставно бидејќи постои голем ризик да бидат таргетирани од иранските сили. Иран, вели, избрал една интересна стратегија. Вели, нема да ги напаѓа бродовите на влез во протокот, туку на излез кога ќе бидат полни. И така ја зголемува уште повеќе можноста од катастрофа. Значи, Хормуз не функционира во моментов, таа стратегија на иранците функционира. И што е стратегијата со таргетирање на заливските држави, а не на Израел? Значи, вака, и во однос е добре што се прашавте во однос на ситуацијата со заливските држави. Значи, тие како такви, со дозволување на тие бази на американски тука од кои нели може да се дејства кон Иран, беа легитимна цел за Иран и Иран тоа и го вети и го оствари дека ќе изврши напад на тие објекти и сите од Кувајт, Катар, Бахреин, Обединети арапски емирати, нели и во Оман дури од другата страна. Па и Саудиска Арабија. И Саудиска Арабија горе. Значи, го вети и сега, гледате, тука беше да се интернационализира проблемот, да се направи таа криза енергетска, бидејќи рачуна на тоа, и сега сите овие држави се засегнати. Сите имаат штета тука од тоа. И Иран има голема штета, нели, како и голем извозник на нафта, на нафта, али Саудиска Арабија и Кувајт и Катар и Бахреин и Обединети арапски емирати и Оман. Гледате сега тука имаше изјави овие држави, нели, арапски држави, заради нивните конфронтации, борбата, нели, таа верска шини, суити, али има и кај нив тоа трпението и поддршката има граници. Па имавме сите овие денови, имавме изјави и од Саудиска Арабија, и од Обединети арапски емирати, и од Катар, дека тие нема да дозволат од нивна територија да се извршуваат борбени дејства кон Иран. Ете, знаеш, ако имат своји бази. Иран имам изјавата од председателот на Иран кој рече да се извинуваме, нема да гаѓаме, нечеме да провоцираме и така натаму, ние ги гаѓаме само воените инсталации на Соединетите американски држави, и се изјави па нели таму радикалното крило во Иран вели не се согласуваме, иранската револуционарна гарда, ние ќе продолжиме и така натаму, за нас е легитимна цел. Али економските интереси помеѓу нив се толку големи да тоа не може да ескалира. Бидејќи гледате со Обединетите арапски емирати, најголемата сработка и економска меѓу Иран и Обединетите арапски емирати е многу голема, а таму имаше нели достава и напади во овие туристичките места и така натаму и базите амерички. Иран, Обединетите арапски емирати се заканија, веќе пратија порака до Иран, ако продолжите, ќе ви ги замрзнеме сите милиарди има и во злато и во финансиски средства во нивната држава кои се средства на Иран. Значи не тоа е двострана релација, не можете само, значи веќе ги испратија порака и истото го направи Катар и веќе имаше таа полабава изјава од председателот на Иран
Сега тука е прашање дали тамо контролата тие работат обединето председател, тамо знаеме власта е како е повеќе вертикали поставена, разни центри на моќ, па дали се стварно координирани или има борба меѓу нив на остварување интересите, али председателот излезе со поумерена изјава на Иран, а револуционарната гарда остана нака тврда, нели вели не, ние ќе продолжиме со тие дејства, али не продолжи со тој интензитет како што беше. Од кога? И сега оваа криза енергетска, ова веќе гледате, сега и се полнат резервите, више нема ни таа нафтата, дел од тие полења не може да ги соприте. Се полни резервите, силосите и во сите овие држави полни се, не може да извезувате, веќе имате проблем, падна цената и сега цената на нафтата, ова што они наише и Иран, ефектот економскиот негативен ефект од таа војна со затварањето на теснецот и што ќе предизвикува и за Европа која највише трпи и за Кина која увезуваше тука голем дел од таа нафта, значи тука се гледа да се врши притисок кој не може да контролира своите американски држави, они вели на своите граѓани да имаме доволно нафта, да, вие имате за ваши потреби, али вашите партнери и сојузници немаат. И тие веќе ви вршат притисок. Добро, расте цената и во Соединените американски држави, расте цената, па се намали со овие изјави, одеше од 120 на 90 нели долари од барел, али сакам да кажам дека притисокот ќе биде, еве имаше нели од Шпанија, еве Норвешка, мислам вчера имаше изјави од Норвешка која го осудува ова и така натаму се појавуваат повеќе знаеме резервираноста на европските држави визави ова бидејќи најше штета трпат најголем дел од таа нафта што се увезуваше и газ да одеше за Европа, зависеше од норвешката нафта, па сега еве и Путин гледате како малку тоа парадоксално ни се нуди еве пак цимете ги санкциите, ние ќе ве обезбедуваме во сета таа нелогичност нели на војната. Економските причини негативните што се создаваат од ова и како се голем притисок на Соединетите американски држави во која насока ќе оди и со кој темпо војна или дали ќе се прекине. За исто е тука и Кина. Значи Кина, сега Иран ќе го затвори теснецот, ќе се заканува дека ќе го затвори, не може да се извезува нафта кон Кина и Кина има граници до колку може да издржи со тие резерви што ги има и да колку може да биде тој теснец отворен. Затоа што дури они нали најавија ги прекинуваме извозот на било која преработена нафта, ги задржуваме резервите за нас за да имаме за месец дена еве отприлика колку би издржале да се реши тоа. Значи тие негативни ефекти од затворањето на теснецот и што се создадоа и во Европа, и во другите држави, и во самите заливски држави влие на темпото и динамиката на оваа војна и односно на низиното траење. И тоа укажува дека тука ќе треба да се најде побрзо нека решение, па дури еви сега, нели има телефонски разговори и државите Г7 најразвиените седнаа па бара излезно решение како да го амортизираат растот на цените и одобрија сите развиените држави Г7 одобрија од своите стратешки резерви колку милиони тамо нафта да се пуштат за да може да се амортизира тој ценовен шок. Да, добро, господин Козманов, не зборувавме воопшто за иранската нуклеарна програма. Според оние релевантни изјави и информации кои можеме да ги видиме, се вели дека Иран дошол до 62% од збогатување на ураниум, што е близко до изработка на функционална атомска бомба. Се уште не се до таму, но се прилично близко, што е пат сосема контрадикторно од претходната интервенција на Соединетите американски држави Израел врз Иран, кога кажа председател Трамп ја уништивме иранската нуклеарна програма, излегува дека воопшто не ја уништиле, туку таа помалку или повеќе останала нечепната, тоест способноста на Иран за градење на атомска бомба. Што е со таа програма? Не верувам дека тука Вашингтон и Тел Авив би се задоволиле со останување на тие ирански војни и нуклеарни капацитети. Тоа е едно од клучните суштински безбедносни прашања во тој регион. Значи, бидејќи ако гледаме Израел, не се потврдува, се знае дека има нуклеарно оружје со поддршка нели и на Соединетите американски држави и другите западни држави, али тие дисциплинирано тоа го се играчи дисциплинирано го кријат, не го спомнуваат, не се фалат со тоа, не вела дека ќе го употребиме, го има тамо и да стои како одвраќање. Прашањето за Иран
Значи не е дека веројатно сигурно дека може да произведат и со помош и на Русија или Кина или Јужна Кореја и така и Северна Кореја може да произведат веројатно многу брзо. Него сега гледате се појавија тука, ако одиме по таа логика, државите во тој регион кој е многу сензитивен, ако се вооружуваат и други со нуклеарно оружје, бидејќи ете има и Израел, има веќе нели гласини, имаше информации дека тоа може да се случи и со Саудиска Арабија и дека таа веќе може да работи на нуклеарна програма и да произведе нуклеарно оружје, веројатно во таа противтежа со Иран. И веројатно тука е најдобро за безбедноста да не се овозможи да има ни Иран такво, бидејќи тоа би се нашло решение за нивните капацитети, ќе се умешат тука Кина, Русија, еве како што имаше понуда од Русија, еве ние ќе го земеме тој збогатен ураниум кај нас, па да не се сомневате дека нема да го произведат, ќе се умешуваат големите играчи кои се нивни партнери за да ги заштитат од Соединетите американски држави, односно да не дозволат целосно уништување, односно и да не дозволат да се создава тамо трка во нуклеарно вооружување на тој регион, бидејќи би било поразително. Ако еве Израел е доследно под контрола тоа што го прави и тој го има, али нели него тоа експонира и доследно слуша што ќе му кажат од Соединетите американски држави дека не треба да се фали со тоа оружје и да остане практично таму, да не биде повод да барат и другите арапски држави да стекнат нуклеарно оружје. Мислам дека тука во таа насока ќе оди, бидејќи тие не можат сигурно сето тоа да се уништи, таму не е уништено, бидејќи ете знаеме географијата на Иран и дека е тоа толку тие дебела 3, 4, 5 подземни града со капацитети со сите тие фабрики и нуклеарни капацитети и може да ги дислоцирате. Иран е таква држава каде што е направено толку години вложуваат во таа инфраструктура подземна да вие не може да ги уништите тие. Значи вие треба да влезете таму па да го тоа одземете. Ама нема да ви дозволат. Да, излезе сепак дека и употребата на оние најмокни американски бомби сепак не успеа да ги уништи. Они ги преместуваат со време, не е дека ве чекаат они сега тамо, знаеме тамо, нели ќе ви најавиме, ќе ви го гаѓаме нуклеарниот капацитет, цивилите да не ги убиеме, нели сега обично и со ракетирањето, гледате што се случува. Се најавува, па од Израел и ова да нема цивилни жртви, се најавува ќе гаѓаме тој град, бегајте за солништа, па само гаѓаме војни капацитети. Така и со ова. Па тоа се преместува. Тоа што е збогатено се преместува, нема да го држите ви на едно место, а овие па има доста направено такви подземни засолништа. Велам дека тука улогата ќе биде на Русија и на Кина да со договор со Соединетите американски како таа програма да се контролира и да се односно да не се овозможи да решат не добро вред, нема да ви дозволиме, не ви дозволуваме да имате нуклеарно вооружување и тоа што го има ќе се најде начин како па Кина или Русија како што се понуди, ајде ќе го тргнеме ако немате верба да стои тамо. Мислам дека тоа ќе оди во таа насока визави овој стратешки дел што ви го кажав. Тоа е суштината по мене. Иран е стратешка позиција за Кина и за Русија. Америка сака и таа да биде дел од тука, а не да биде непријател, да ги смета Иран непријател Соединетите американски држави. Да дојде власт која ќе биде кооперативна, а ќе биде задоволни и Кина и Русија и онда задржи таа стратешка позиција Иран во однос на како порта кон Средна Азија. Бидејќи, гледате сега, она што го најавуваме ние, јас и вие збориме, Иран ако падне, ако се отвори портата кон Централна Азија, еве, ние можеме некоја емисија да правиме за Централна Азија, колку е важна Централна Азија, сите овие на стан државите, каде што колку е тоа важно и за Русија од јужната граница, ако падне Иран и да се навлезе во Централна Азија, ако се оди веќе воествено и да се конфронтираат силите, каде што е веќе присутна Кина, Русија со години присутна, сега влегува тамо Европа и Европската унија и Соединетите американски држави економски во Централна Азија државите. Ако почнати војно уште се беа зависни од Русија, па полека тоа го менјаваат оружјето. Али ти играат паметно, да научија лекцијата од Украина, играат со сите или на економски план и све, не ги провоцираат русите. Тамо да не ја забораваме и Турција се обидува да има влијание. Турција секогаш у игрите али еве игра паметно, воздржано, гледате сега, еве се пробуваше да ја вовлечат и све, али ово гледате како игра паметно, воздржано и игра мудро. Да. Тука можеме за Балкан, ако има да не заборавиме ова, бидејќи интересно, мислам, со ова кризата, па како се прелева ова, не знам колку е со време, да спомнеме, интересно е за гледачите колку знаат,
има влијание сето тоа, бидејќи таа ракета што падна или дрон на островот Кипар, нели тука да се направи инволвираност, дали заради британците, па дали, бидејќи сега гледате тука има многу дезинформации. Прашање еви за тој дрон на Кипар, дали бил ирански, дали не ирански, како што беше и ова за Саудиска Арабија, дали тоа било инфилтрирање од Израел. Па имаш информација дека тие се од Хезболах, всушност пратени од Либан. Значи тука имаме, мора да се внимава, нели бидејќи не сме тамо на теренот. И мора со резерва да ги прифаќаме тие работи, ал некој сакал да оствари ефект. Сега се влошува ситуацијата, Европа пак е неедногласна. И видите на Кипар веднаш Грција прати 2 авиони F-16, веднаш прати Турција 6. Друго, Кипар е интересен као цел не само заради британските бази, воената, поморската и авиобазата и оној разузнавачки центар што го контролира цел близ исто тамо, него затоа што и знаете, зборевме пред месец дена, пред скоро подпиша договор за стратешко партнерство Грција, Израел и Кипар. Да. Значи и од тој аспект визави Иран како можна цел, нели бидејќи тука. И сега пратија грците сили, еве и Турција праќат во турскиот дел на Кипар своји авиони да зајакне, Европа тука се омешува, Франција и другите, Британија праќаат во Медитеранот своји бродови, еве нели бидејќи Кипар членка на Европска унија да заштитуваат да ги бранат своите интереси, али во целиот овој период Европа остана пак неедногласна и разногласна, односно немаше единствен став. Видовте колку се различни ставовите во Европа, она бара да збори едногласно, пак не успеа да збори едногласно, еве и се критикува улогата на претседателката на Европската комисија која даваше одредени изјави. Сега во однос на Балканот, гледате тука Грција беше засегната на некој начин, бидејќи тука е близу нели и нивните острови. Јас големија, односно НАТО преземе, што е интересно за нас, битно, бидејќи ние сме членка на НАТО е зголеми безбедноста во тој дел на Грција, Турција, имаше нели ракети пресретнати во Турција, кој прашање каде одеа, дали во Турција, дали кон Кипар. И тоа е контрадикторно, Не знаеме каде одеа, беа пресретнати, дали за кон целиот Турција или базите од Турција или па можеби да продолжат кон Грција. Договор се направи помеѓу Грција и Бугарија сега, тоа е интересно, да распоредат во северниот дел на Грција противракетни системи Патриот кои ги нема во Бугарија да го штитат воздушниот простор на Бугарија. И своји F-16 авиони ги прераспоредија од базата на Александрополос поблизу до, односно и да патролираат и во бугарскиот воздушен простор, бидејќи во Бугарија веќе има 3 американски војни бази кај Пловдив, кај Софија и вамо горе према Барна, кај полигонот тој, воедно и од романскиот систем каде што има 4 големи војни бази на Соединетите американски држави и јаки противракетни системи, и тие го штитат бугарскиот, се пренасочени да го штитат бугарскиот простор, бидејќи знаете дека дел во оваа подготовка во Софија, односно во Пловдив и Софија, дојдоа многу голем број на авиони што беа употребени за оваа акција кон Иран. Значи тука имаме зајакнување на НАТО крилото од Грција и Романија да го штитат воздушниот простор на Бугарија и да помогнат во евентуално пресретнување на балистички ракети. Добро, во тој контекст исто сме и ние тука, нели? Исто сме и ние во тој чадор и во тој блок на некој начин. Ние сме под тој air policing систем на Грција, така Грција го штити нашто небо. Така беше Италија мислам дека беше се менува, беше Грција па Италија мислам дека сега беа се менуваше на 6 година дена, мислам дека Италија. Али во тој НАТО, тој е единствен противракетен штит на НАТО во државите од озгора, и сега улогата на Грција и на Романија да го заштитат, да го зајакнат тој противракетен штит на овие држави, па и ние сме тука, нели, и со Албанија, евентуално, бидејќи видовме дека дел од тие балистички ракети 167 врсти што ги има Иран, имаат преку 2000-2500 домет километри кои може да досегнат и до овде. И тоа е тука битно да кажеме за безбедноста во нашиот регион, каде што е подигнато нивото на противракетната безбедност на НАТО со одредени поместувања, па еве и сега мислам денес и грчкиот министер во Бугарија во посета да се координираат, пред тоа разговара и со турскиот министер за одбрана. Значи тука има координиран настап и со овие бродовите силите во Медитеранот што ги праќа и Франција и Британија. Тоа е се создава единствен противракетен штит во случаите на напад кон некоја НАТО членка и така натаму, и ние влегуваме во тој заштитен пакет. Да, добро. Господин Козанов, мислам дека ги исцрпивме за сега тука прашањата и одговорите. Останува да видиме што ќе се случува. За сега гледаме дека интервенцијата продолжува. До кога ќе видиме? Економската криза го стега целиот свет, веројатно ете тоа и ќе го дефинира полека крајот. Ќе видиме.
Ред, благодарам на поканата. Да, ви благодарам на вас за учеството. Почитувани, ова беше крај на првиот дел. Останете со нас, одиме со една куса пауза за реклами и продолжуваме со Никица Корубин, поранешна претеничка на истата тема.